Јанкуловски Сашко од Скопје, трансплантиран, пета операција. Дојдовме тука да дадеме поддршка на професорот Сашко Јовев и неговиот тим, кои безрезервно се дадоа за нас да ни дадоа нови животи на сите трансплантирани. И револтирани сме од непрофесионалноста на министерот, каде што сака да стави политички кадри, не стручни кадри, а од тоа зависи нашето здраве и на сите луѓе во државата. Значи, овде сме дојдени од една проста причина, не сакаме да го изгубиме стручњакот кој што перфектно си ја обавува својата работа. Ние во нашава држава имаме мал број, да речам, ваков кадар. Срамота е ова што се прави. Човекот си обавува најпрофесионално работата, а јас сум оперирана од байпас преди 7 месеци. Сега се чувствувам преубаво. Од односот на персоналот и професорот немам никаква забелешка. Значи не смееме да дозволиме ова да се случи, да биде шиканиран професорот. Значи пред една година имав тешка операција на кардиохирургија. Дојдов во последен момент како тежок случај. Благодарение на способноста на професорот и неговиот тим, со силна тешка операција, фала му на Господ, преживеав, еве живеам и се надевам дека и понатаму ќе живеам. Многу сум задоволен од односот на професорот. Значи јас, кога лежев на интензивна нега, ќе се сеќавам на тие моменти кога секој ден по неколку пати професорот доаѓаше во интензивна нега и знам докторка беше покрај мене, значи нешто не беше во ред. 3-4 пати професорот прашува како е и инструкции, тоа, значи неговата борба за пациенти, јас не можам да ја заборавам и многу сум благодарен Господ, нека му помогне, нека му даде се најдобро на семејството. Значи, му давам голема поддршка, ова стварно не е во ред што се прави. Значи, пред година и пол доктор Сашко Јовев ме прими во ходник тука, без да ме знае, без да ме познава. И сум денес жива. И не може некој да го избркате од дома, бидејќи него ова му е дома. Тој нас секој ден доаѓаше на контрола, не прегледуваше секој сабајде. Секој ден беше присутен човекот. Значи, се потресов многу, се извинувам. Значи, нема правда одека. Срамота е ова. Срамота. После толку трансплантации, после толку дежурства, после, значи, јас кога и дотрев очио ни работеа луѓето овдека. Не стоја, не спија, како што пишувате по порталите. Вчера шетајки се по улица Македонија, сите што знаат дека сум оперирана од срце, ми е сменет залисток, имам метал во срцето, сите ми пратија, значи, порака, јас ќе паднах во несвест исто како се. Срамота е ова, значи. Срамота е еден човек да го бркате од дома. Ова е негов дом. Он го изгради ова, он го направи ова делење човекот. Колку што се моите информации. Како се луѓе дежурствата на кардиохирургија? Значи јас бев во О, фак, не можам да се извинам. Значи бев и во шок соба, бев и ноќе, значи тука, значи бев 7 дена. Значи не можам нешто да се пожалам. Човекот беше секогаш тука. Кога да отворам очи, тој си беше тука, докторите беа тука. Значи срамота е ова. Не знам дали е со партиски или што е, како е, него срамота. Дефинитивно срамота за еден човек кој е докажан. Тој човек каде да оди, тој ќе најде работа. Што ќе правиме ние, не знам. Јас се спасив, некако извадив глава. Што ќе прават другиот народ? Ќе си плаќаат веројатно приватни ординации. Нека е жив и здрав Сашко Јовев и сите што се тука на кардиохирургија, што ми дадоа мене втор живот. Толку можам да ви кажам. Ви благодарам многу.